Поздрав до сите слушатели на ЕСИ Радио. Вие сте со емисијата Шах со Љубиша Андоновски, а наш гостин и денес е мајсторот Љубомир Хаџиманев, со кого имавме една прекрасна емисија минатиот пат. Се надам дека и со ова ќе го задржиме вашето внимание. Денес ќе говориме за вештачката интелигенција, за информатичката технологија и шахот, и ќе погледнеме дел од творештвото на мајсторот Љубомир Хаџиманев. Но пред да поминеме на главната тема, практично сакам да го прашам Љубомир Хаџиманев, затоа што и на социјалните мрежи читаме за резултатите, за успесите на пензионерската екипа на Скопје, која што е навистина во впечатлив состав и има навистина одлични резултати. И би сакал од тука да почнеме, затоа што Љубомир Хаџиманев, иако напиша прекрасна книга за дописен шах, дописниот шах во Македонија, која што треба да излезе во слободен печат, јас го познав првенствено како практичен шахист, како шахист со кого и самиот сум играл повеќе партии, но и кога сум го гледал во турнирската арена уште 40 години назад и повеќе време. Но денеска мене и многу ми е мило кога ќе видам таков состав, јас велам, вие сте прваци на Македонија во меѓу пензионерите, но вие имате таква екипа која што треба да учествува во првата лига и во секупна конкуренција, затоа што тоа се шаховски легенди кои што биле шампиони на Македонија. Впечатливи резултати воопшто и силата нивна, тоа се мајстори. Значи тука мислам и на тебе, и на Ристо Кизов, и на Ванчо Георгиевски, и сега некоја нова генерација дојде, Југо станал пензионери, Кралевски станал пензионери, Миле Трајковски, да. Нова генерација, ти би рекол пензионери, но вашата генерација е баш супер. Би нешто повеќе кажи за тоа? Па овака, значи ја паралелно како што се пензионира, почнам да играм и вака и редовни турнири, некако и пензионериве, бидејќи пензионерски игри се одржуваа секоја година редовно и шахот е една од главните на преводувачки дисциплини. Почнав и таму да играм. Прво играв во Кисела вода, бидејќи живеам во аеродром, после се пресели во Карпош, па Ванчо Георгиевски ме викна да играм за нивната екипа во Центар. И во Центар ние направивме многу јака екипа. Че тука беше Кизов, Ристо, кој што можеше да игра, сега више не може. Како уште неколку добри шахисти. И во тие надпревари неколку пати имаме освоено пекари, прво место, медали имам дома медали, да знаете, понесев некојата. И така да активноста ми беше и на тоа поле. Што може тука да биде интересно. Значи, таа екипа што ни беше во Центар, лани, односно минатата година поради пандемијава не имаше спортски лиги, не може тоа групирање да се прави. Меѓутоа, уште 2019 се растури таа екипа, јас се преселив од Карпош во аеродром, сега сум во аеродром, поново не можам да играм за Центар. Така да, не знам како ќе биде понатаму. Дај Боже да помине оваа пандемија што побрзо, да почнеме поново да играме. И да се дружите и да играте. Да се дружиме, мислам, тие беа фантастични, мислам, и патувања низ Македонија и така. И тие дружби, нели се исто така? Да. Сега во аеродром таму со Димче Илиевски се се. Да, Димче не е играл сега, не игра, не знам, играше он порано, имава екипа на МВР. Он беше во тоа сдружение пензионерско на МВР и имала добра екипа, ама и они некако се растурија, сега не е никаде. А има ли, например, надпреварување, се да речеме, екипно пензионерско надпреварување во рамки на Балкан, на Европа, нешто така, затоа што ние имаме наистина добра екипа као репрезентација, да речеме, пензионерска на Македонија, да? Има сениорски првенства, кажете, ние сме сениори, не сме Да, сениори, да. Сениори, има
Има европски, има светски првенства. Ама не сме учествували на таква. Не сме учествували, ние сега тука највише ангажиран Илија Стошевски за да формираме еден клуб на пензионери, на ветерани, шаковски ветерани, ќе се вика Скопје 72, почест на Олимпијадата. Да. Така да сакаме да го регистрираме тој клуб и трајбаше да присобереме некои средства да имаме една екипа која ќе може да тој клуб, значи сега сме во фаза на да кажеме регистрација. Има одредени административни работи што треба да се направат, треба да имаш некоја локација каде ќе добиваш пошта, дописници, мораш као клуб да имаш седиште. Така да тој клуб би може убаво да заживее, затоа што еве се повеќе и повеќе гледам шахисти доаѓаат над 65 години и можеме да имаме јака екипа и неколку. И сега е јака екипа. Сега што видиш, ние можеме да играме и во Македонска лига. Како не, Тоа има 6 и 2 резерви, фантастична екипа. Држиме со млади. Така добар предизвик баш. Да. И ако присобереме средства или нешто и сами, не знам како ќе биде, да можеме и да учествуваме на тие европски сениорски надпревари екипни. Иначе мене ми е, мислам, испомнавме дека се е потешко да играш со млади. Многу знаат, многу теорија, посвежи се, и многу ми е полесно ако играм со некој што има 60-70 години. Да. Така да... А добре, не знам, тука кога би спомнал младите, баш да направиме една паралел. Толку време си во шахот, значи активен и се. Како шах се играше, како беше нивото на шахот кога беше тим Латвија, кога беше тим Младинец, да речеме, тие години кога си играл на младинско првенство, каков бил квалитетот и каков е квалитетот денес кога и младите шахисти на таа возраст? Дали има голема разлика? Има, затоа што децава сега сите се со компјутерите. Они има и школи, мислам, тоа не треба да се занемари, има школи, има со тренери, мајстори, така кои што ги спремаат децава. И тешко е да игра, ако ќе ти дојде дете со 1800 рейтинг, треба да се навачиш, не да некој ќе ти изгоди реми или ако изгубиш, па ти изгубиш рейтинг е на чудо. Тако има тоа дето со 1800 рейтинг, он игра може би као преку 2, 2200, 2100. Така да во наше време е нормално, ние сами учевме тоа што ќе научиш од Кривчиња, од некој гласник шаковски, тоа Со ограничена литература. ограничена. Тоа е се генерација на само шахисти практично. Сега играта треба да се пренесува, ако ги гледаме овие врвниве мајстори, играта се пренесува од 20 потез натаке. Првите 20 ги игра за 2-3 минути, 5 минути, тие сите ги знаат и ги избегнуваат главните варијанти. Играат по-овака E4, E5, LC4, D3. Тежиштето на борбата се преместува во средишница. Точно во средишница и завршница. Да. Дури еве и ќе зборуваме за вештичкава интелигенција, овој програма Alpha Zero. Па да почнеме да зборуваме. Еве имаме и книгава тука Game Changer, например, која што е многу издание, каде што нели Тоа е фантастична книга, ја препорачувам, мислам на сите млади шахисти да ја прочитаат. Значи принципите на стратегија, на поставеност, на избор на варијанти. Значи интересно е што Game Changer, Alpha Zero, E4 го избегнува као прв потез. Не го игра. Игра D4 и конј F3. Затоа што заклучило тие милиони партии што ги анализирал, дека на E4 ќе ти играм E5 и ништо не ги можеш. Еднаква позиција. А со D4 има поголема креативност, повеќе поголем простор творечки, поголем простор. Сега гледаха една фантастична партија Лейла програмата Open Source со Stockfish. Значи D4, F5, E4. Тој камбит не знам како се вика.
Poznate. Da. To je najljubava partija što sam ja vidjela u posljednje vreme među kompjuterije. Da, i na IFE konjice trikonje, še si koji potez ga igrati pa lovec GPT, što igra? Ne, D4, F5, E4. Da. Zima. Da. F4. F4. I sa konjice 3. Konjice 3. Konjem 6. Konjem 6. I sa koji potez? F3, lovec G5, lovec C4. Така нещо. Da, dobro, to je interesno. Да, та е разработена у теорија, меѓутоа овој понатаму ја толку е свршил и го батира црниот компјутер. Може една фигура, може пешаци. A koji igraš sa Gambita, prvo igraš? Лево со Бели, да? со Стокфиш. Против Стокфиш 12, да? Година дена и 11 тогаш. A, 11. 12 веќе е појак. Već je značitelno, da, već je Значително појак скока, да. So elementi od veštačke inteligencije u sebe u engine, da? Dobro. Ova veštačka inteligencija je sad, što će mu posluži na čovještvo? Kada će ima svoje primjene, namene? Kada veliš u medicine, to baš je interesno da rečemo, kakvi primjeri bi imala medicina spred tebe? Medicina, evo baš skoro na internet pročitao, znači problem koji što je postaven pred 50 godina, to je struktura na proteinite, što je mnogo važno u medicina i u ta nauka. Je rešen sa veštačke inteligencije. 50 godina ne može da ga rešen sa nijedan kompjuter. I to je baš ova firma DeepMind se vika firmata koja što ima razvijeno AlphaZero programat, znači ta firma ne je napravljena za šah. Šahot isto godini nas služi za testiranje na softverski rješenje. To je ubavo pole kaj što možeš logika da si ja doterovaš da ki praviš ti algoritmi za rešavanje na razne probleme. Znači, oni go rešili to, a posle 50 godini ne možda postoje te kompjuteri. I благодарение на вештачка. Благодарение на вештачка интелигенција. Значи, тука сигурно ќе се очекуваат и веќе има резултати во лечење на разни болести. Многу може би да им добро во диагностиката. Ти може да имаш врвни стручници, ама да некој параметар го се намерат и да ја сгрешат. А ти ако го наполниш компјутер, односно тој софтвер за вештачка интелигенција со се што е сите индикации кои што може да ги има некој снимки, не знам што се, не се разбира во медицина, тој може многу прецизно да направи диагностика, да каже тестири го ова и да одреди лечење. Па некој ќе е тешко да диагноза да се диагноза. Тоа е најважно, ако ти ја направиш ти го решил половина проблемот. Еве, како пример, значи што скоро го прочитав на интернет, стално читаме за тој Илон Маск прави чуда по светов, за неговите електрични автомобили, за мрежава што сака да ја направи светска мрежа на сателити и така. Не знае дека се бави и со вградување на мозочни импланти при животни, нормално сега за сега, и да му ги подобри некои функции на мозокот на животното, а со некој време може и на луѓето. За разни оштетувања, Алцхеймер и не знам што, кои што може да се подобрат. Дури вели дека ќе може и да се комуницира со малтене телепатија, ако ти имаш уградено чиче у мозокот, ти имаш Bluetooth или не знам што. Можеш ли да имаш достап до мислата на соговорникот, на кој што ти е близо до тебе и така натаму, да? Една друга тема која е многу интересна и важна и јака, на која што работи IBM веќе неколку години, тоа е симултано преведување. Например, ти сега како иде преведувањето, некоја конференција со 100 земји и сега има 100 преведувачи за секоја земја на негов јазик и он си клика на кончето да го слуша. Тоа да го прави компјутер. Тоа е вештачка интелигенција. Не е збор по збор да ги преведе, тоа и на Google Translate ги имаш. Меѓутоа, треба за тој јазик да ја склопи реченицата на негов, да ја разбере суштината и да ја склопи на негов јазик. И замисли еден таков голем компјутер кој стои у позадина, одговорникот оди кај него
И он преведува на сите можни јазици кои што ги има тука. Звучи фантастично. Али тоа треба да има фантастично јак компјутер, брз. Да може се тоа, али треба претходно да е научен, да ги знае сите јазици. Така, Тоа е за него достижно задача. достижно е. За човек никош. Никош, да. Или да речеме во метеорологијата исто. Метеоролошките прогнози се многу тешки, затоа што има и дадници параметри кои влијаат. Треба да собереш сите информации од цел свет, па да видиш тука ветер од ваму, до облаци, ова, на влажности и не знам што. И да донесе се прави со моќни компјутери. И тоа тука вештачките агенција исто Ке има главна улога, да? Нема подрачје каде што не ќе може да се вклопи вештачката интелигенција. Постои опасност дека тука многу луѓе ќе се изгубат работа, ево вие преведувачи ќе ги преведува компјутер. Значи, долго работни места со информатика, со компјутерите, тоа е голема опасност да се изгубат многу работни места. Некои професии да исчезнат. Ќе исчезнат. Ќе остане информатика и уште неколку професии кои не може да се заменат, друго ќе исчезне. Роботиката. Автомобилите ги прават роботи. Така да тоа е опасност, дури до тие теории на заговор, нели сите овие пандемии, ова, може би се наместени од некаде, за да се смали. Не е далеко од некоја логика. Да, има логика, да се разбира. Бил Гейтс и компанија. Добра, и да не одиме на тие црни мисли, Да се вратиме ние на да шахот. се вратиме на шахот. Што ќе ни покажеш денес? Од книгата? Од книгата, обавезно, мислам, од книгата имам некои убави партии. Викаме таа првата победа над Велемајстор, Одлично. Георги Ритариу. Интересно е тука таа партија кога ја објави во билтенот, шаковски билтен, некој коментираше, не знам кој ја погледал, и вика, ќе го кажам на оригинал, тоа ми е најдобар коментар до сега што сум го слушнал. Абре, Хаджија, шта уради Велемајсторот? Добро. А го победи во 27 потеза. Одлично. Сега ќе ја видиме таа партија, а потоа и следните кои што Да. по твој избор ќе ги покажеш на нели на шаховската јавност да сите љубители на шахот. Да поминеме на таблата. Значи, прва ќе ја погледаме партијата, мојата партија од турнирот што веќе го спомнавме, Велемајсторскиот UPS се викаше. Тоа ми е прва победа над Велемајстор, дописен Велемајстор. Велемајстор во дописен шах. Тој од Романија, Ротариу, Георге Ротариу. Играна? Искусен, значи Да. играна е шпанска. Дали е шпанска или, значи, варијанта... Тезите ќе ги кажуваме задолжително, само сега да кажам која година. Тоа е играна, значи, од 81 до 85 или 84 година, значи, кога траеше турнирот U50, најсилниот велемајсторски турнир на кој што Македонија беше организатор. Добро, значи партијата почнува E4, E5. Конј F3, конј C6, LB5, играм као шпанска, меѓутоа он игра овој поретен потез конј D4. Ја мислам дека таа варијанта се вика варијанта на Bird. Така, да, Мајстор Bird, може. конј D4. Таа може во редовен шах и да те изненади ако не си спремен, меѓутоа во дописен не може да те изненади. Не, јас сум гледал, значи прво за оваа варијанта беше шорт изненаден од Иван Чука. Иван Чука го победи многу убаво со црни фигури, но многу важна партија играна на првенство на Советскиот сојуз во не знам која година е помеѓу Гелер и Холмов. И тогаш Гелер како дебитант прави одличен резултат. И сега доколку не ја загуби оваа партија ќе биде и шампион на Советскиот сојуз, меѓутоа Холмов го изненадува токму со овој потек конј D4 и му добива во прекрасен стил со црни Холмов.
i Geller ne završio na prvo mjesto, a Holmov je isto tako mnogo mlatki, a s golemi svoje reputacije znači. Da. Сега во дописен шах не може баш така да те изненади, ќе си отвориш книга, ќе видиш како се игра. Значи, Земаш следиме на D4. главната варијанта следиме, земам D4, E4, мала рокада, ловец C5, се тоа стандардни во таа варијанта, C6, D3, C6, да, ловец C4, D6, дама H5, конкретно го напаѓам се, ако не види да му дам мат. нападеш на F7. На F7, значи дама H7 брани, ловец G5, и сега коњ F6, дама H4. И сега, бидејќи ловецот му е исклучен, во најлош случај црниот ќе остане со дупли пешаци на F линија, значи му се растори структурата, нели? Да, он на кралското крило сега не може да мисли на Не рокада. може ни на рокада. Зашто ти имаш и план F4, конј Така D2, е, конј F3, F5, така натаму, а тој ќе мора нешто ловец E6 и голема рокада, што ли? Ќе проба, ама нема да успее. Да. Добро, по дама H4, По дама H4, H6, тоа е све по теорија. F4, не може да земе тој потез врзан таму. И сега тука велемајсторот игра нов потез, топ H7. Оставам како си. значи тој игра топ H7, да? Да. Така. Ова е нов потез, не знам може он го имало обработувано, меѓутоа во литературата и во базата на отварање што ја има во ChessBase, го нема тој потез. Обично се игра тука или ловец D7, Идеја голема рокада, да? рокада, или се игра мала рокада, па ако се удвојат тука, ама дамите ќе се сменат и не е страшно. Белиот ќе има мала предност на структура и после F5 ќе го ограничиш до полниот повец, но може да се игра таа позиција. Така, може да се игра. Ама таму ќе биде на два резултата, строго, затоа што И сега, имаш долготрајна предност. Ротарио игра као по мене и тогаш и нов потез. Да, А и сега е нов кога го гледам. Значи ја морам да земам сега веќе. да. Ловец Дама зема зема. на F6, он мора да смени да земи Да, со дама. сега, ама јас сега не ја менјам дамата, затоа што идејата е топот му е заглаен на H7 сега. Така Не е, постои. Така е, Мене дамата ќе ми треба. така е. И се ја враќам назад. Во база на E1, да? Да, со идеја да бутнам E5 у некој момент или нешто така. Така е. Тој Мора игра- да пази на E5 постојано. Да. Затоа е засолнува веднаш дамата Така на ја- E7, да? Така ја враќа назад. Тука може би беше подобро да игра црниот, да игра А5, нема да се измрдаа потезите. Дама Е7, да. Значи можеше да тој играше место дама E7 да игра A5. Да. Е сега, ако игра А5, А5, тоа што го анализирав на компјутер покажува дека е подобро да го игра Добро. ова. значи на А5, На А5 да спречи B4, зашто ти со Да, дамата не е да да, сакаш и зафаќам, вториот фронт да го отвориш, така е, така ли? зафаќам простор таму. И Да, тогаш да не кој може да бега на Да, и кој D2, сега и совија овде, Аха. тука кој D2, кој D2, дама е 7 дама е сега. 7. Ако сега игра B5, дупла грешка, мислам голема грешка. Ако игра B5, B5, тоа би значи, сега со е идеја B5. да ти го фати ловецот, да, на Да. ловец B3 A4 ти прв ќе удриш со E5, Така е, ја напаѓаш дамата, да. мора да земе, Односно, мора да бега, се извинам. E6 шах, открие шах E6, ловец E6 покрива, сега го ловец менуваме E6, тој. F6 и дама E5. И погледа оваа позиција, ова е изгубена за црни. Да, загубена позиција. Остана пешекот на D6. Остана кралот му е од во центар, бранете на D6, ќе дуплира, ќе ставам топ на E1 и изгубена. Коњот надмоќен над ловецот. Така е. Значи, затоа по кој D2 практично он треба да се заслони со дамата, дама е 7
И сега А4 го обезбедуваш ловецот. Не, На тоа е, Д4 да, го тоа е, зафаќаш пространство и се така, коњот може и на Б3, може и на да, F3. да, и компјутерот вика убава предност на Убава белиот. јасна предност. Ова Меѓутоа, партијата, партијата игра дама е 7. мајсторот дама е 7. Значи, ја сега ја користам приликата, фаќам простор тука, Е4. Со темпо, со го напаѓаш темпо. ловецот. Он игра D5, сега тоа Као меѓупотек, као да. меѓупотек. Ако играше, Не. значи, D5, Поправилно е да игра на тоа да игра ловец B6. значи на D5, тој играче D5, да? Место D5 треба да игра така, ловец ловец B6, B6, зашто ако игра, играм коин D2 и поново имам убава предност. коњот ќе дојде на B3, па Па, A4, да, A5, секаде D5, може да D5. дојде и Да. А не е јасно црните како ќе заврши со развод. Оти на ловец E6, например, можеш F5 пак, па на ловец C4, коњ C4. Да, така И и се така играше, натаму, да. така и да. Значи, тој се обиде на B4 со Со меѓупотек D5 ја D5. комплицира сега позицијата, вика ако земам ја ќе ти земам на B4 со ловецот. Меѓутоа ја не земам на D5. На D5 го земаш на него C5, така ли? земам на C5. Да. Бе зема на C5, тој DC4 мора. Така мора. И сега се одигра Сега многу силен. Многу јак потез, дама А5. И тука проценка на Стокли, ова е веќе Решавачка предност. убава предност. А не, да, значи решавачка убава се убава предност. Да. Си браниш Значи, на C5, C5 бранам, дамата е активна, да. мора да земе тука. CD3, CD3, CD3. F6 сега мора некако да алтернативи биле уште ловец G4. Ако Да. играше ловец G4, да, ловец G4, за да се топ доврши F2. со развој, топ F2 за да помине топот на B2, да? Да, и това е едно, меѓутоа многу Или интересна коња 3 варијанта исто така. дава коња 3, значи многу интересно. Коња дава. 3, коња се стреми на D6 преку Да, C4. ова компјутер дава ова тешка да ќе А ова е само тешко го да на даваш ловец ловец, E2, да, да, топ E1, ловец зема на D3, топа топ А, гледај D1, се колкава темпо, активност, да, колкава активност. двата топа во игра, Ловец А6, 6, топ D4 и топ и D4. вика многу добра предност. овде е готово E5, Да. топ D6 упориште ќе имаш и на Да, D6 и он е парализиран. Тој топ на H7 е Не, тотално па аут. тоа е, затоа тоа е грешката, односно појачањето на варијантата на црниот не се покажа. Да. Ја користам овде. И затоа F6 тој игра сега за да F6. проба да се ослободи тука малце. Да. F6 G5 и така да го отвори топот. Така е. Тоа му е Но идеја. ти веднаш го Сега затвори ја го тука. затворам сега и ловецот нема игра сега, не Нема игра. ловецот. F5. Јак потек, силен Да, потек. да. Сега G5. тој игра G5 Пак за да да го отвори ослободи топот, топот, седмиот топот, мет. така. Да. Коњ G5, коњ B2, Коњ и сега се гледа коњот се дека стреми на D6. Да. така е, мислам, многу кој ќе застане таму, Готово е. да. Ќе го парализира, ќе ја Значи, пресече да. таблата на 2, Он се дама сака да ја C7. олесни позицијата. Никој не му менува дами, Не така. менјаме, да. Дама B4 Дама B4, топ D7, брани пеше. и коњот ете го стигна, коњ C4, Стигна. B6, B6 сака да да го го отвори подкопат, ловецот, да го отвори да го подкопа, подкопа C5, да го пречи. Добро, Да. но ти CB, CB6, AB6. AB6, не взимам сега таму, него играм. не сакаш да дозволиш Не, никакво не. врзување, а и Да му давам контри некој. контри, одма е пет. Е5 одма, Отвараш вам. кралот му е во центар. Така е. И тука е веќе добиена позицијата. Да. Ловец А6 игра. Ловец А6. Доколку земеше на Доколку E5, земе, да, значи, доколку земеше F зема на E5, тогаш F6, F6, C5, ја затвара дамата, нели, да. па не затоа што саканата е F7 и кој D6, Да, да му да, земеш да. топот. Да. Значи C5 мора, и Да, сега дама B3, да, крал F8 крал и F8. топот на E1. И ова И сега незадржливо е. Коњ E5, топ E5 и готово. Одлично, да. Значи, Значи затоа по E5 тој се обидува со ловец A6, но следи коњ D6 шах, шах, крал D8, крал D8. дама B3 сега. Сега да на влезе G8, дамата, да. да. Мора да ослободи иначе пред там мат. И да си го брани топот на А8, Да. дама 7 затоа, и сега дама е 6. Ловец има D3, И дама е 6 шах,
И мислам И дека тука тука се предава. предава, тука да. Останаа Два пешаците на F и на пешаци кои E5, што доминантен коњ, да, следниот потек е топ од F на D1 и топ D4 така. и готова е партијата. Одлична победа. Одлична победа. Значи игра на шампионатот на Тоа е на турнирот, односно на на велемајсторскиот турнир велемајсторски UPS турнир кој што го организираше Шаховската федерација на на Македонија. Македонија. Да. Одлично. Гунар Виклунд. Виклунд тоа мене ми дилго скандинавски мац. Скандинавско е, мислам дека е од Норвешка и тоа е значи играно на екипното квалификации за екипно првенство на Европа. Значи јас играв за репрезентацијата на Југославија. Имав 5 од 8 без ни една загубена, значи 2 победи и 5 реми. Така и Одлично. 4 како Да. е тоа. Да, Значи тоа е играно од 83 до 85 година. да. Значи Овде Гунар Хансен Виклунд против Хаджиманев Љубомир, каде што Овде сум играш со со црни. Овде сум со црни фигури. Повели. Значи, англиско отварање. Иначе, може би не спомнав, во тоа време, поретко си играм овие варијанти D4, многу ретко во дописните партии. Најповеќе Доминираше се играше E4. E4. Па и ја играв E4, ја не сум E4 играч, никогаш не сум бил, меѓутоа дописните ги играв скоро сите освен една, E4. Проста причина што од тоа време популарен беше Нели Фишер, 702 стана светски првак и негова беше E4 најактивен потез, да. Сега со компјутериве баш не е толку јасно, или се играат E4 и E5, па некои така споредни варијанти за тоа време, или се играат D4 и коњев 3. Овде ми игра C4, што е поретко за тоа време, вела. одговараш со Со- E5, Да, принципијално. E5, да. Добро, коњ Англиско C3, отварање, коњ C6, коњев 3, коњев 6, E3, стандардни потези, ловец B4, коњ D5, E4, коњот го враќа назад, 1, мала рокада на црниот, A3, ловец D6, не сака да го даде коњот на B4, затоа што тој има има како главна и тук- единствена да, развоена да, фигура. да. Дама C2, топ E8, и сега тука као најдобар потез кој што личи вака, Па се тој смета коње 2 да го извади коњот, па да донесе некаде на G3, на F4, не знам, на C3. Добро. Меѓутоа, белиот игра D3. игра D3, да? D3. Значи веднаш Вака- овој на E4 му пречи, Вака сака да го да, ради. вака изгледа многу логично, нели? Да, логично Јас е сум се. се искачал со пешакот на E4 и он сега го подрива. Да, Јас го потрошил 2-3 потеза, а он го подкопува да го смени тој пешак. А ако играше коње 2, што се Коње 2, наметнува за да му Да. даде подршка на коњот на Да. D5, да речеме, B5. тогаш B5. B5, Многу јас интересен Да, потек, да, да. Сега веројатно мора да земе на F. Сега на коњев 6, Дама F6, зима пешак. CB5 и сега коње Коње 5. 5. Сакаш на D3, Одма да го потез да го победам. мора дама E4 Дама на некој E4, начин. да. И сега ловец Ловец B7. B7. Види колку е интересно. Жртвувам се. Да. Сега не може да земе на Не може B7. да земе. Ако земе, коњ D3, Крал крал D1, D1, коњ F2, 2, крал C2, дама F5, E4, топ топ E4. E4. Да, на дама А8, Да, топ E8 да. открие чак ме земаш дамата, да. Одлично. И на коњ Коњ C3, C3, топот назад, шах, да. и на D3 D3, коњ H1. коњ H1, Одлична готово. варијанта, да. Готово. Прекрасна варијанта. Така. Значи на B7 практично не можеше да Не земе. може да земе, мора да игра дама. Значи, На ловец B7, 13 потек, дама дама E4. E4, На што би следало? е, H5, H5, идеја да имаш поле G4, така, претпоставам за коњот. така,
H4, H4, а прво C5, ја C5, напаѓаме доминантно да. поставената дама и на BC ловец C6. Да, и сега црниот има два пешака помалку, ама погледај ја позиција, погледај ги фигурите. Да. Белиот тотално е неразвиен, а мене сите ми работат печат, сите фигури ми работат. Така е. И Така е. ова е компјутерот ја цени као добиена за црни. За црни. Затоа се враќаме на партијата, тој во деветиот потек игра D3. Три за да се ослободи ева тој печак да не му смета. Добро, како тече Значи, играта па тече го натаму, ја морам да земам, не морам, веројатно морам. Ловец зема. Е земе на D3, ловец земе на Ловец D3, D3, коин D4. коин D4 со напад на дамата. Да, он прво шах дава, ова малце го смета компјутерот како не е Непрецизно. потез. Дама F6, F6. дама D1 мора да бега. B6, сега сакам ловецот да го извадам. Така е. Конј е 2, конј е 2 зимам, ловец E2, ловец B7 и сега имам два ловци усмерени према Ка сочени кон нека белиот проба да крал. резерви, Не може нека да проба да рокира. рокира, ќе добие мат со жртва на ловец. Така е, затоа мора да проба да го смени И тој мора да го смени. И сега тука ловец F3, ловец значи F3, сега ќе го сменам и дама ако сменам, се ќе биде барем во ред, еднаква да. позиција Да. имам Малце ќе биде послаб, ама ќе држи. Да, да, да. Дури и компјутерот овде кога го оставив едно 10-15 секунди, ми даваше као еднаква позиција. После го виде овој потез, ловец E4, фантастичен потез. Мислам, вака изгледа на око, ај шо ловец. Меѓутоа ја парализира целата бела позиција. Ова го сметам еден од моите најубави потези. Личи во мој стил позиционен. Да, да, да. Знаеш, не е некои не знам, спектакуларни работи. Сега практично он има проблем, ловецот на C1 стои не му е развиен, Да, значи не може да го развие не на може виси B2. на B2. А ако одира, например, мала рокада, ти можеш и да го закочиш таму А5 и А4, да го парализираш сосема крилото, да? Да. Да. Значи, Тој што направи зема. Он зема. Добро. Па изгледа логично да зема ќе Да. направи. Да. Добро, ловец E4. Ловец E4, поп E4. Дама E2. Мора се за да нешто прави или да рокира или не. Па ако Прво- рокираче веднаш може би одма топка 4, па кај ние мат ќе добие да, тоа. не сме да рокира, така е. Добро, Гледам топовите, топа е 8. G3 некако да го спречи овој ловец, некако да му е. Да, Дијагонално му пречи, се. затоа Г3, ама сега побелите Така, полење многу слаб. И сега одличен потез. Ау, дама D4. D4, гледа. Да, да, да. Се не може на Сега C4 губи да пешак, брани. секако губи. Да, не може да брани Не на може да C4. брани. Не сме да земе Не D4 сме топ 5-2, ќе биде повторниот готов. Да, да. И да видиме реализацијата. Мала И сега рокада. е веќе реализација овој. Така да, Мора да рокират и дама како што C4, имав така ли? напишано да века продолжетокот се игра со музика, затоа што Така е. он е тотално пасивен, ловецот му е затворен. Ја ги држам линиите, чак по све. Да. И после тоа е техника. Ајде да Ловец видиме. C4. Значи смена на C4, дама C4, дама Топ C4, топ C4. Топ D1, топ C2, веќе влегувам и на втор ред. Мора топ D2. Мора топ, да. Замена на топови. Заменуваме. Ова мене ми одговара, сега имам пешак повеќе, нели? Така е. Може. А5. Се сакачи А4, Да. сакавам B3. B3. Сега топот Го по петиот активирам ред. топот. Има така, работа, така, сакаш топ B5, мора А4 Така. и сега на линија топ D5. Одлично. Се сакаш топ D3, Да. ловец е 1, Сега го пипкам по тие слабите печаци. топ D3, мора топ B1 Топ е еден. и се у топовска. Ловец Значи, B4. Да го добиеш полето Да, од B2, така, C3. Така е. Да. Ловец По на активен B4, топ, пешка повеќе, AB, така да. крал F1, крал Крал F8, F8, крал E2, 2, топ топ C3. C3, Да. го држам себе таму. Така е. Топ Топ B2, B2, крал E7, сега и кралот мора да оди напред. Вршница е. Крал D6, крал F3, крал D6. крал E4, јас Да. крал C6. Така, со идеја D5, крал D6, па C5. Так, A4, K4, а B5 била идејата, вече добро. B5. B5 може и B5. B5 ако иде напред и му Ќе го го освои. земеш на A5, крал B7 и крал Так, 6. так. AB5, крал Крал B5, B5, два врзани ќе бидат. крал D5, C5, C5, крал D6, меѓутоа не могу да Се тој пешак, разбира. па и ми треба да створам два слободни, ако што Крал одмора. Значи седум, топ D3 шах, да, крал E7, так. D5.
Kralj F7, C4. C4. Ovo je veće za predavanje, dobro, igraš jedan BC, dva DC potezi i tuka se predal. Ti ne znaš da je odavno. Prekrasna Da. pobjeda. Od Mnogo- početka do kraja. Da, mnogo poziciona, mislim, zato mi se dopada. Da. Pa ova varijanta svega su E3 B4, to je obrata Rosolima, to je kako, na primjer, v Sicilijan Tako, B4 sega še C je konja aktuelno, frekvencija da, 6 LB5. Da. Ovaj so sprotivna bojena figuri so te po pomalku, ама много е и црните игра денеска така, много е популарна оваа варијанта. Да. Так. Одлична победа. Љуба, одлична победа. Тој е словенец, To je, Павел to je ili Čeh Čeh ili Slovak. или Da. Словак, To je- Матејчек Павел, Тоа да. го играме на еден турнир кој исто играв за репрезентација на Југославија. Тој турнир се викаше турнир на Дунавските земји. Значи 9 земји каде што тече Дунав. Так. И Така, тој баш беше интересно. огромен турнир, да. А ти и го репрезентативен као на Југославија. репрезентација на Југославија играм, да. Добро. Одека сум бели. Рековме, јас стандардно играм E4 дописно, E6 француска, D5, E5, C5, C3. 6, конј F3, дама B6, A3, се познати, нели? Да, а и ден денес, значи, во оваа затворена варијанта на француска одбрана, на ова место А3 е убедливо најпопуларно. Да. Тоа е малку профилактичен потек, но од друга страна белиот, кој што прво има повеќе простор заради печекот на Е5, сака, значи, да го стабилизира и дамското крило, значи да зафати простор и на Б4. И ако се блокира таму играта, тогаш заради положбата на печекот на Е5, играта, тежиштето на играта ќе премине на кралското крило. Да видиме по А3, Да. С4 е едноставно да говори. C4, да. Сега, кога е центарот блокиран, нели, Сега играта треба помира на крила и G3 треба ловецот да се Се активира, дали на разбира. G2 да или H3. на Г2 или на Х3, Така. зависно од ситуација. Г3, Добро, G3, кој D7, ловец D7, ловец D7, коњ БД2, кој B2, дама A5, сега Коња откава 5. да блокира тука, коња 5, ама ти коњот од Б2 го пази полето Б3 и сега ловец Х3. ловец H3, тука можело да се игра и И H4. Х4 прво, па после ловец Х3, ама тоа е прашање на вкус. Да. Добро. Мене ми се допаѓа твојот потек. Ловец Х3, а Да. идејата ќе биде коњ Х4 и Ф печекот доди напред, така ли? Така. Значи, Добро. тука одиме на Ловец Х3, H3. Да, коњ е 7. Сега ако он се Коњ е спротивстави 7, со F5, има ампасан и Да. мала рокада, така. голема рокада, тоа е друг тип на позиција. Така. Добро, Пак тој решава со кој е предност се- на белиот. Да, Значи, Мала мала рокада. Топ B1, Е, сега сега јас сакам да интересно. отворам, сега сакам да отворам тука, Да, зашто да. Он- Сега овој топ 1 е многу интересен потек, Да, да да. речеме. Сега не знам дали ова имало до тогаш теорија или ова ти горе-долу после си најдел сам па од глава, затоа што не овде се сеќам. идеите се во ред познати Да, се, да, сега не знам точно од кога и како, Да. а топ 1 е многу интересен потек, зашто секогаш мора да мисли на Б4, да? А кај ќе бега оди на А он голема нема друго рокада, место освен на оди на рокада. голема рокада, а Добро. ја тука припремам да отворам позиција. Ај, така е. Голема рокада, сега е многу Да. интересна играта. Сега е конј E1. Сакам да го F4, да го префрлам на другава страна конјот. Така е. Значи, он F5, ајде да затворам, ама Да. мене не ми одговара. ЕФ EF, GF, и сега и сега Б4. B4. Одлично. Мора да да земе, земе, нема значи, друго. ќе има и А5 ќе му гурнам, А4 Не, и ако, А5. ако игра коњ C6, тоа е позиционна капитулација, Да, нема нешто да така, игра, ќе така. е задучен. Така. Мора CB3, CB3. сега одличен потек, Сега одличен си Конј дојде конјот B3. на убаво место. сака Ај, на C5, така, на B3 ќе го земам кога сакам. така е, не бега никаде. Не бега. Не зајак да избега. Коњ G6, така јас си викам на диск. Така е баш. Коњ G6 и сега коњ Сега си B3. го земам. Да, сега, тука што требаше да се види, Е, дека на ако ловец не, ако А4, случајно игра ловец А4, да, игра ловец А4, имам со врзување, фета, дама G4. дама G4, Оставам ем се тука, одврзувач, ем се напаѓаш обрзам, на го напаѓам G6, на таму. а ќе виси после и на E6, одличен. Така е. И така го решаваш тој проблем. Да. Значи, затоа, Значи, он мора да земе. значи на коњ B3 тој зема коњ B3, Да.
топ B3, Со напад на дамата. дамата, дама C7, 1. Одлично. Ова позиција се сметала и тогаш, мислам и се уште, за подобра за белиот, според партијата Сакс-Маровиќ, на уште 78 година. И сега црниот проба да ја рехабилитира варијантата, да најде некој појачување, заселување. Ама заселување тешко. Ама Видиме како тешко, тоа заселување тешко, да. помине. Да, он игра E5. Значи, он игра E5. Ако играше, например, Ловец А4, да ти го врзе топот, да, би следало. да, ќе Ловец земам зема на на E6, може и топ E6. Али еве, ловец E6, Ловец Е6, крал крал Б8 B8, и се топ топ Б7. B7. Да, И сега имаш два пешаци за квалитет. квалитет, ама гледај му И на крал кралот и B7, гледај го дама по бели А4. по линија, да. Да, и на дама С6, дама Да, А5 се опет разбира. со добиена Добиене, позиција. да. Двата ловци, топот, Да. дамата, се кралот му е гол. Да, да. Така е. Добро, значи тој се обидел практично со потегот Е5. Пет да олесни малце да смени ловец, нели? Менуваме Да. ловец на Ловец D7, D7, топ топ D7. D7. Сега дама H5, значи Одличен сега одам потег. на другата страна. Слабоста на коњот таму на G6. Ама и на тие висечки пешаци, тој Е5 ќе биде Висечки, слаб, да, тој да. коњот беше со Да, подбрани да. на Е5, да? Да. Сега тука му нудам квалитет. Како му нудам? Он ќе одигра дама G4. Он игра дама C4 Дама и C4, со двоен напад на двоен топот напад, и на коњот. ама ја му го давам топот сега. Си И играм дама дама G6, G6. така е. Вака на око не е видливо. Ајде да видиме, значи е интересна Да. замислата. Дама Дама B3. B3, дама F6. Сега ја прво мислам дека сакаш D5 тука да играш. А може и D5, да, може и D5. Иако ловец А3, Еве, смена покажи на ја А3, варијантата, да. да. Значи и D5 исто И интересно. D5 е добро. Па на ловец А3, ловец Ловец А3 А3, зема, замена, дама А3 и е F6. И пешакот е многу Екстремно опасен, опасен многу. тој на F6. Поле имаш E7 за да, топ, да, коњ е коњ 5, е пијонот пет. напред, опасно е, многу. Но ти си речел сепак на дама B3, дама Дама F6, F6 со затоа што е со темпо го темпо, напаѓаш да. топот, а практично го земаш и E5, пешакот пак со Така, темпо. така. А не, ловец G7. Ловец не е баш G7, така, ловец меѓутоа G7, дама F5, дама F5, многу добар потез. врзане Ова е топот, поентата цела. се сакаш и Ова коњ е C5, поентата затоа што да, сакаш коњ значи C5, добивам И многу сакаш и важно темпо. темпо, и сакаш и Много. дама D7, коњ C5 и коњ B3. Така е. Значи имаш неколку А не закани. може да ми ја брка затоа што претам дама Дама D7 D7. на топ F8, и- дама D7, крал D7, шах коњ чек. C5, шах 4, и благодаря, взимаш дама. Чи Така. мора B6 да го покрие Мора полето B6, C5 да. и сега Сега D5. земам, да, земам Така е. сега. И сега пак имам слободен пешак опасен. Така, многу опасен. Тој со Да, темпо оди напред. со Топ темпо. E8, Топ Е8, ловец ловец F4, F4, последната како фигура е развитна. ограничам и таму ако бега со Да, кралот. не може кралот таму. Крал Крал D8, D8, E6. E6. Тргна печат. Да. Топ F8. А, Да, топ да, топ F8. F8. Со Да, напад ми ја на напаѓа дамата. дамата. Дама H7. Топ H8. И сега го едноставно Дама дамата G6. наполувава место. на Тоа ми безбедно беше поле, темата да така е. донесам на А него топот на полоч. Да, а му претев да му играм E7. E7 и да го изгуби ловецот. нели? Така е. Сега мора да Сега бега. топ E7 мора да го спречи одење напред. Се Кој кој B4. B4. Се поле C6. Да. Дама Дама C4. C4. Ловец Ловец D6. D6. Ужасно сега. Многу Веќе- го си го победил. Да. Топ Топот E8. Х на E8. Нема Сега друг враќа топот. као квалитет, Па нема што да прави. што да прави друго. Да. Ловец E7. Топ E7 и Дама дама F5 F5. и тука предава. Да, не може и на D5 да брани. Кој Да, D5 да. следи E7. Да. Прекрасна партија. Прекрасна партија. Сите овие партии три што ги видовме се многу интересни, Да, да. многу возбудливи. И сега затоа што ти сепак имаше 4 подготвени, ќе види ни 4. Ајде да видиме. А, Тука си Ова сега е од вториот турнир, односно мојот прв дописен турнир. Затоа е таа убава партија. Перо Клајич беше еден од јаките дописни играчи, многу пати за репрезентација, Интермајстор стана, тогаш не беше. И затоа ми е оваа партија многу важна, ја као почетник во дописен шах, сега да кажам, прва партија во дописен шах турнир. Ја
ја ценам партијава исто као по позициона. Нормално сега со црни фигури, ако Белиот нешто не погреши, не можеш да го победиш, меѓутоа направи некои ситни грешки кои што убаво ги искористи. Да. Значи, Ајде, играме Е4 Белиот, Клаич, игра Е4, Е5 јас, конј F3, конј C6, ловец B5, ловец C5. Сега, доаѓа она варијанта што имаше ти со Ристо Кизо, нели? Вака играше Ристо со бели фигури, со Мехмед Гаргури. Не беше таа од претходната емисија? Имаше едно C3. кордело, ама таму он играче, знаеш како? Не, он на ловец B5 играше прво А6, па на ловец А4, конј F6, па белиот игра, па B5 и ловец B7 и после ловец C6, Архангелс. Да, а ова е корделова, на B5 веднаш ловец C5 и сега C3, најамбициозен потез. D4 сака. Но добро, ти конј F6. F6. D4 нормално. Е, сега овде, например, на D4, исто така црните играат и ловец B6, со идеја, ако игра D5, конј E4, нели? Так. Но ти си играл ED4. Мислам дека оваа партија е играна, знаеш каде, на турнирот на Солидарност, на последниот 76-та во Скопје помеѓу Курајца со бели и Софренски со црни. Дека Софренски вака се бранеше со Курајца. Мислам дека. Да, добро, ова е партија играна се... А оваа партија е играна покасно, тука пише 88-89. Грешка, ова е осмиот турнир, не е втори, да. Не, тука се бил искуцен мајстор. Веќе може и сум ја знаел таа партија. Да, може да си ја знаел. Пошто ги пратев ја имам. Доста литература и се пратев што си играш. Да, значи ти си играл ED4 по остриот. Да. И сега он, нели, ако CD ти, веројатно ловец B4, шах и конј E4, значи он E5. E5 мора, конј E4 пак. Да. Он прво бега. Прво иде мала рокада. Може и дама E2 тука да игра. Добро, ама на дама E2 играш D5. Да, на дама E2, D5, ова за младиве е поучно, и на ED6 и сега рокада. Не може конјот бидејќи е врзан на шах. Да, а на C7 му жртваш печак, ама гледај какво брзо развој имаш. Тука е опасно само за белиот. Никако не е за црниот опасно, затоа тој игра после конј E4 бега во рокада. Да. И по теорија. Тоа е правиот вистинскиот потек, да? Да. Значи, сега... А ти си играш D5. Си играм D5. За засвртиш конјот. Он си на конј 4, нормално, да го врзува кралот, меѓутоа сега го тргам кралот со рокада, нели? Така, жртвач на C6. Е сега, да, таа е жртва позната, не е баш добро за белиот, ако земе. Сега може да земе и со конј. Може и со конј и со ловец. Ајде видиме, ако земе со ловец, земе со ловец, BC6, ако земе конј, дама D7. D7, го напаѓаш конјот. Дама D7. Да. Тука е можно и дамата на H4 место дама D7. Со многу активна игра. Добро, на дама D7. На дама D7. Конј D4 назад. Ловец B6 и сега тука... Одлична компензација, сакаш C5, барем една. Да, тоа е опасно. Така. Е сега, ако земеше со конј. А ако земеше со конј на C6, да. Конј ако земеше на C6, поново земам. BC и на ловец C6 сега важен. Сега важен, не го бегам сега, иначе би виси на D5. И јас се, он ми напаѓа топ и ја не му топ. Ловец А6. Ловец F2 е критична точка, да? Така, не. Значи, сега ако го земе топ ловец F2 ќе изгуби, да? Да, значи сега B4 игра. B4. Јас имам ловец F1, да. Он ми го зима ловецот. BC5. Сега го бегам ловецот. Зима. Ловец C4. Ловец А8. Супер ми е позицијата. Погледај ги пешаците негови. Да. И сега сакаш следно и F6 веројатно, да отвориш F линијата. Да, но е супер опасно за него. Слаб пешакот. Да. Значи, затоа тој не го зима на C6 печакот, се разбира, опасно е. Туку игра F3. Го напаѓа коњот. Напаѓа како добар потез, интересен се смета. Морам да бегам, тука имам едино место. Конј G5. Ловец E3. Да.
Сега вместо ловец E3 по-добро е Крал H1, да. крал H1. Одма да се одврзе од диагонала да. и сега ти можеш и ловец D7, а можеш и да земеш кој Можам и D4 да и земам D6. со тука негде еднаква игра. Да. Меѓутоа L3 сепак Е, изгледа природен личи, потек, да. затоа што се развива Да. и држи на диагоналата опасно. Так. Сега ти играш овој вистинскиот Сега потек. играм F6. Тоа е важен што потек. Тоа е многу важен така, потек. Не се плашам овде да ми земе на C6 и тие работи. Ниту на C6, ниту на G5 те плаши, Да, затоа што тој тогаш пеше код F6 да е на G5, сите црни полиња се твои, Так. значи F6 важен потек. Така. Добро. Ако земе се разбира дама F6, Ако земе играм дама F6, он игра топ е 1, топ да? 1. Сега веќе си го бранам печаков. Сега го бранам, иако Токвиш предлага да земеш на D4, па на CD4 Да. ловец B6, да? Со еднаква со позиција. еднаква позиција. На ловец D7 Сега- мене исто ми се допаѓа Да, многу. и што си го развијам ловецот, си Така е. бранам на C6, сега земам. Ловец C6, ловец C6, C6, зема сега ловец C3 шах прво, шах, тоа зема, BC6, коин D2, F5, ја земам, топ E5, дама F6, дама F6. Сега да видиме малце, значи сега се определи позицијата по 6 Да. печаци, меѓутоа приближно е тука некаде. приближно може е, би. ама Поубава е мислам мене, дека- садната ми е поубава. да, затоа што ти имаш напаѓачки Да, шанси, да. дама G6, кој H3, Така. кој F3, топот од A8 доаѓа на E8, ако Така треба, е. тој топот на еден му е уште една Да, игра. И имаш одредена предност во развој и иницијатива, имаш фигури Да, се да, да. кралот. Така Добро. да он сега мора да Топ E3 и ти сега му е менуваш единствената активна фигура. единствената. Топ Така е. A8, Земам, топ земам. E8, топ E8, и сега Коњ кој е F1. F1. Ако да има одбранбен некој Да, играч да. во кралот, да? И сега убав потез HP. А5, Зашто? сигурно. Затоа што моите фигури поагресивни. Поагресивни, ја можам слободно да тргнам во напад на билиот крал. И си веднаш ако дое коњот на G3, веднаш H4 пак го враќаме назад. Да го стакуваме назад. Тоа е идејата да не Така е. може кој D3 да. Тој игра дама Дама D3, D3. затоа што и дама G6 сакаш во многу варијанти Да, и сега да. ти H4. Ја си одам И напред. сакаш H3, сега да ме разбереш структурата. Така, сега да не одиграм H3, он Он игра игра H3. H3. Меѓутоа ова веќе е одредена Сега си Предност. покрива предност. Сега да видиме како ќе зголемиш. Сега не е ова лесно. Така е. Дама е 5. E5. Одлично. Црни полиња и контрола на Така, Е линијата, Е жестока линијата, контрола. Топ D1, коњ е 6. дама E3 користи шанса да смени дама. Да, затоа што Па ти некако сакаше да се коњ врати. F4, да? Така, ја секако го Секако одбрам коњ F4. 4. Кралев 2 си ја брани дамата. Нормално не може да земе за шемат во два потеза, нели? B3. C6. Тука дури компјутерот вика дека е G5 можеш веднаш. вика дека е и голема предност. Да, ама и C6 не испитваничка. C6. И бранич на D5 за секој Да. случај таму си засилуваш полека. Така. Да, така да значи по B3 си играш Значи, C6. G5 Ти го имаш ја целото одбрам. време, што Да. не е страшно. Мора да Сега земе. Мора да земе, веќе нема што да прави. Да, дама е 5, топ е 5. Да, топ е 5, коњ на E3, сака да го донесе веројатно на убаво поле на G4. Речеме. А5. А5 ја држам тука позицијата на кралот, тука има печак повеќе. Така Овде е. е закочен на кралото крило е закочен, а Така на е. дамино крило има печак повеќе. Така е. D2 он е во пасива. Крал F7 ти Крал систематски F7, засилваш позицијата. Кој D1, топ G5. Сега му претам На G2. сакам на G2. Можеше да играм тука и И А4, А4. да. Да, можеш А4, но добро. А4 Принципиран со потек е топ 5. предност, Се да. разбира. Да. Значи, коњ B2, Значи, да, ти играш топ G5, го напаѓаш на G2. да. И Мора сега да го тој брани. крал F1, да. F1. Во случај да играше Коњ е коњ 3 3, и крал е 6. крал е 6 и го носам кралот во центар. нели? Да, и на Кој коњ е тоа 4 топ слично F5. као во партијата партија. ќе дојде. Добро, Значи значи крал е 6, крал е 6. коњ B2 проба нешто да смести некаде коњот или мојот да ми го смени. Да, Меѓутоа кралот во центар, крал е 5, да, се да. разбира.
И кој D3, он сега си вика, добро, ќе пројдам во топовска завршница, па Ајде да ја видиме секоја топовска. топовска е Реми, меѓутоа ова не. Не, Реми. Не е Реми, имам тука пешак повеќе на таа Се страна. разбира и кралот е многу поактивен. Кралот ми е активен. А и топот Он е, има и топот е слабости. активен. Да. Така е. Добро, по Значи, кој кој D3 D3? смена? Замена? Ама, Топ Кралев D3? 4. Кралев 4. Кралот Да. се стреми на G3, а може би и на H2. Да, прво топ е 5 или така. Така е прво. Кралев Да. 2, Да. за да не те Значи, пусти на G3 и сега така. ти на линија, одиш топ е 5, Топ така е ли? 5, така е. А3, А3. и сега топ е Топ 7. е 7, Имаш тоа има објект за напад на активност B3. на B3. Сакаш топ G7, не конкретно сакаш. Така, B4 за да се ослободи слабоста. Топ B1. Топ B7 Сега, одличен Топ попис. B7. Сакаш два пати да му земеш. Да, и Не плюс може ако BA5, земе, топ B3, ќе на му BC5 зема. исто топ B5, топ C5. Така. Да, одличен потек. BC5 па така игра, нема подобар Море потек. нема изгледа друго. Шах прво, да го Прво вратиш назад. шах. Крал F1. И Кралев се тој на C5 не е важен, тој на А3 е важен, затоа Така. него го напаѓаш. Топ B3, Така. Кралев 2. Сега веројатно сум повторил од некоја причина, не топ знам. B2, крал F1, Сега топ топ C2. C2. Зашто ја Веројатно парализира? сум Си се речел убедил така. дека е така Ова подобро, затоа што е пак Да, он не може, топот не му игра, кралот не му игра. Така. И сега на А4, А4. топ А2, Па тоа сега ќе си го земам тој. така е. Топ D4, D4. крал E3 сакаш мат. Да. Мора Крал G1. Топ C2. C2. Сега овој ми е поинтересен. Не, сега ќе имаш Двата. два врзани, а поготоа Да. тој на D5 ќе биде многу брз. Така, Топ така. C2, топ Он H4, сега некој Топ контра, ама C3, тоа нема е контра. многу касно е тоа. топ Е многу G4, касно. Отиде D4, печака. така е. Отиде печака. Топ G7, Топ 7 прво да прво го да отрнам кралот. отсечеш кралот, крал H2 Два. и D3. Да. Прво А си го взема, земам. а затоа што имаш Ако топ тоа D5 е, имам одзади. D5 и Топ отиде D5, печака. окей. Да. G4, G4, D3, топ топ B7 проба од таа страна. D2, меѓутоа не може. топ B3, крал крал F4. F4, сега нема ни И чак сега ни ништо. нема, сега ако дојде, На мора топ D3, топ D5, на топ B1, топ C1. така. Да. Одлична партија. И тука пишува една од моите подобри партии. Да. Перо Клаевич, интернационален Тогаш дописен да. мајстор, беше во елитата на дописните Да, да. играчи на тогашна Југославија. Да. Ама ти си Да, чест. А, случај, многу во последнава партија, да го завршиме прекрасен Да, покатар. да, Да видат почитуваните слушатели, гледачи, со каква сила играл Љубомир Хаџиманев. И дека не бил случајно репрезентативец на Југославија, што било престижно, Да. не било така лесно да се Да, ми остана неисполнета Треба желба, многу не силен стигнам до играч. Интермајстор, ама од кај знаеш може да почнам да играм пак дописен шах со компјутери сега. Ако продолжи пандемијава. Па и Ако за едното и нема за другото ти турнири, тежок мајстор. А таму ми важи рейтингот, значи Да. 2450 Не ми ти е важи заборавен, рейтингот, ја можам да играм на јаки турнири. Така, така. Па ќе гледаат после овие силниве на Хаџиманев партиите компјутерски. Добро сеша. Па Баш и ќе од било. книгава ќе Сека чест, сека чест. Фала ти. Стигнавме до крајот на емисијата, каде што гости ни беше виде мајсторот Љубомир Хаџиманев, мајстор и во дописен шах. Значи шампион на Македонија во многу конкуренции, практично учесник на многу меѓународни турнири, активен и ден денес. Еве имавме можност да видиме дел од неговото творештво, овој пат во сферата на дописниот шах, каде што има исто така забележителни резултати. Брзо некако помина времето, почитувани гледачи, почитувани слушатели, јас верувам дека имавме привилегија, значи да разговараме за многу интересни теми со мајсторот Хаџиманев, да му посакаме добро здравје, да му посакаме бистра мисла, значи на 77 години се уште е добра кондиција, фала Богу, да продолжи така. Значи практичен играч во дописен шах, нели, одлична инженерска кариера, а сега и писател на шаховски книги, одлично, посакувам и така. Значи само така човекот се одржува да биде активен, нели? Да биде активен, мозокот да го работи добро, мислата да му биде јасна и да ги сака убавите работи. Седајмо, добро ви почитам, ви благодарам почитувани што бевте со нас, значи со емисијата Шах со Љубиша Андоновски, останете со нас, следете не затоа што се обидуваме да најдеме вистински гости, тоа се во последните емисии легендите на македонскиот шах, значи имаме еден, би рекол, шаховски времеплов, како било Димче Качаковски,
Значи не воведуваше самите почетоци на македонскиот шах и тој серијал ќе продолжи, а во меѓувреме ние сме и со творештвото на големите мајстори, но и со нашите еминентни шаховски мајстори, шаховски дејци, шаховски писатели, воопшто луѓе кои што заслужуваат внимание. И ако можете да забележите дека нашите гости исто така се сите многу учени луѓе, тоа се доктори на науки, видни инженери, значи каде што дале свој огромен придонес и во полето на професионален план, би рекол, освен што дале и на шаховскиот план. Тоа би било се за денес. Ви благодарам за вниманието, за трпението. Сакајте шах, бидете со нас.